Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван амбасадор, добродојдовте во Македонија и во Собранието на Република Македонија. Пред да искоментирам во врска со вашата агенда за приоритетите, би сакал да се заблагодарам за вашата поддршка на Република Македонија, особено во сферата на културата, каде што знам дека полската амбасада тука работи доста добри проекти и на неколку од нив и сум личен сведок затоа што лични пријатели ги работат, особено преводи на книги. Но кога се однесува на вашите приоритети од претседавањето со Советот на Европа, морам да забележам и да констатирам она што никој очигледно не сака да го каже јавно, дека приоритетот проширување го нема во вашата агенда. И во однос на вашето излагање само една мала забелешка. Почитуван амбасадоре, се наоѓате во Собранието на Република Македонија, каде што нема унифицирани политички ставови, туку тука се представени различни политички агенди, различни политички партии. И вашата русофобска реторика можете со вашите колеги во влада да ја користите, затоа што таму ставот е унифициран. Тука во Собранието ве молам да користите реторика која што е неутрална. Значи, ние не се согласуваме дека Русија е агресор, напротив, специјалната воена операција на Руската Федерација во Украина е неопходност да се запре наездата на неофашизмот. Би сакал во однос на вашата агенда да ве прашам за приоритетот број 3, односно приоритетите од третата цел, кој што гласи отпор кон надворешни влијанија и дезинформации. Би сакал да ни појаснете дали под отпор од надворешни влијанија би подразбирало финансирање на невладини организации со политички агенди во Република Македонија. Или дали, например, од дезинформациите би подразбирало исто така и некаков укор, санкции за политичка кампања на политичка партија тука од стилот дека македонските граѓани, ако го сменат нивното уставно име, ако го прифатат Преспанскиот договор, ќе добијат бесплатно лекување во европските болници, како што беше случај на последната кампања. Патем да ве потсетам дека кога зборуваме за мешање во внатрешните работи, дали мислите дека честите посети на странските амбасадори во директно во највисокиот врв, во извршната власт, во судската власт, се исто така дел од мешањето во внатрешните работи. А особено да ве вратам на кампањата за референдумот за Преспанскиот договор, кога буквално целото европско лидерство беше уклучено во референдумот кој македонските граѓани, македонскиот народ, сепак и покрај вашата манипулација, вашиот притисок, вашите лажни информации за се она што ќе значи ако го промениме името, ако го прифатиме тој срамен Преспански договор, не се исполни и тоа без разлика на волјата на народот не беше испочитувано, на сила, на булдужер дипломатија беше името променето и променет уставот. Благодарам.